Драги гледачи, добар ден, добро дојдовте во 8-то издание на емисијата Тип 102. Сабота 13 часот и 30 минути, стандарден термин, во кој што заеднички со вас, со сите вас, драги гледачи, од Штип во целиот добар источен регион, заеднички реализираме оваа емисија која што еве веќе во првите 8 досегашни изданија најде на добар прием, имаме добра соработка со вас, имаме комуникација, имаме сугестии, предлози, прифаќаме и полека но сигурно напредуваме. 8 издание во кое што ќе кажам дека и денес ќе имаме ексклузивен гостиња, веднаш ќе најавам, тоа ќе биде можеби према мене и према скоро 99% штипени фудбалерот кој што најмногу го задолжи градот Штип со своите игри, со својот однос кон фудбалот. Тоа е Драган Христоски, можеби човек кој што има најзаслужно внимание и респект и почит, бидејќи тој славата на Штип ја пренесе ширум цела Југославија, а сигурен сум дека играјќи за оние екипи во тогашната прва Сојузна лига на Југославија имал настапи на меѓународен план. Значи Драган Христоски ќе биде гостин во денешното издание на емисијата Тип 102, во која што ќе се осврнеме за текот на неговата кариера, кои се клубови ги мина, а да споменам дека моментално тој е на функцијата раководител на пионерско-младинските школи на фудбалски клуб Брегалница и на барање на првиот тим на Брегалница по споразумното раскинување или раздолжување помеѓу Брегалница и Ѓоре Јовановски. Тој, еве, како морална обврска, ја го прифати барањето на фудбалски клуб Брегалница да биде тренер на првиот тим, што ми се чини дека во последните тркола се покажа и како добар потек. За тоа како стоат состојбите во Брегалница, пред се ќе се осврнеме на младинските категории, бидејќи секогаш тие биле темел, база, основа за првата екипа на Брегалница во текот на нејзината историја од 1921 година па до денес. Ке имате можност во понатамошниот тек од емисијата да разговараме со него, а секако вклучувајќи се вие со прашања, можете да учествувате на нашите броеви 612 313, 612 314, повекувачки за Штип 032. На почетокот да кажам дека минатата емисија гостин беше Дејан Митров. Тој сега е на подготовки таму некаде во Бугарија, меѓутоа да ги споменам оние добитници на точниот резултат или на точната прогноза, тоа се Шефки Салиов од Виница, Митко Барбарејски Штип, Марио Јанев Штип и Верче Андоново Штип. Сите тие се со точен резултат, точна прогноза и тие се добитници на награда која што може да искористат еве веднаш по емисијата да си регулират ова обврска добитна комбинација. Значи тоа е накратко за како најава за денешната емисија. Реков и ќе повторам, ексклузивен гост ќе ни биде Драган Христоски. Предлагам да одиме со краток џингл, а веднаш потоа и со останатите содржини. Еве не со најавата за она што ќе следува. Значи, вистинските прогнозери знаат да одбера. Следете над пребари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил, облажувајте се само во Вил Хил. Во билтоните на Вил Хил спортскиот свет вие како на дланка, ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Облажувалници Вил Хил во секој катче на Македонија. Поздрав до нашиот пријател Вил Хил, поздрав до дечките и девојките кои што стандардно во овој термин од рано наутро па до касно навечер се на своите работни места, со цел сите ваши сугестии, предлози, уплати да ги прифанат и навреме да ги обслужат. Ова е бесплатниот билтен на облажувалниците на Вил Хил, кој ги има, реков, во целиот источен регион и во секој катче на Македонија. Во него се содржани сите оние спортски настани од фудбалот па до она професионална кошаркарска НБА лига, да не заборам, одбојка, кошарка, ракомет, се она што ви интересира можете да најдете во билтенот на Вил Хил. Она што го нуди билтенот, јас ќе прочитам некои од оние комбинации кои што се интересни, примамливи, кои што треба да ги почитувате, респектирате и да се надевате на добивка. Значи, секој тикет со 6 и повеќе парови дополнително се наградува со бонус. 5% бонус има талон со
уплатени 6 надпревари. 10% со 7 надпревари, 15% бонус за ливче или талон со 8 надпревари. 9 надпревари следува бонус од 20%, 10 надпревари следува бонус од 25%, со 11 парови 30%, со 12 надпревари 35%, со 13 надпревари следува бонус од 40%, 14 надпревари 45% и најпримамливото на талон со 15 надпревари, за него следува бонус од 50%. Значи, ова е само дел од она што можете да најдете во, реков, бесплатниот билтен на обложувалниците на Вилхил, и се она што ви интересира можете да најдете, да искомбинирате, да типувате. Знаете дека тема и дилема на нашата емисија со нашиот гостин Драган Христовски ќе бидат 10 парови или 10 двојки по негов избор. Тој ќе ви достави предлог, на вас е дали ќе го прифанете, да го платите или да искомбинирате. Постојат најразлични комбинации и за на крајот имаме и додатен пар кој што за него бараме точен резултат, меѓутоа еве во договор со дечките од спортските редакции, се разбира со одговорните во Вилхил, предложивме да се дава секаква прогноза кец, гол. Тоа ќе биде двојката Остенде Лирс. Значи, тоа е предлог на Драган Христовски, Остенде Лирс, и во текот на разговорот може да се јавите на нашите броеви 312 313 312 314 032 повикувачки за Штип и да давате точен резултат за овој надпревар. Предлагам сега на режијата да одиме со краток джингл, со реклама. Поздрав кон дечките, девојките во Вилхил и до останатите пријатели на спортската редакција на Ирис телевизија и на емисијата Тип 102. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој капче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Ницко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Ницко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Почани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вилхил. Во билтените на Вилхил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вилхил во секој капче на Македонија.
Еве во вториот дел реков во најавата ќе имаме гостин ексклузивен и тоа е веќе до нас. Велам добар ден, добре дојде на Драган Христоски. Драган, јас во најавата реков, човекот кој што можеби ги прочу креевите на Штип и околината, бидејќи со твоите настапи во првата Југословенска лига во повеќе клубови, тој Зенит, мислам, не го достигна некој од играчите, што ќе рече дека после да не сакам да правам споредба, меѓутоа Драгослав Шикуларац е роден во Штип, меѓутоа тој целата кариера се тера во Белград, ти си пак во Штип, што ќе рече Штип го заложи со своите игри, со своите настапи во повеќе екипи. Накратко за гледачите, ние постарите знаеме, ние сме генерацијски поврзани. Ние сме членови на првата пионерска младенска школа на Брегалница под раководство на професорите Методи Шишков и Мирко Наджаков. Зборува за кариерата и за Зенитот кој го достигна, каде беше тоа, ќе не кажеш изврно. Па добро, накратко, вие кажавте дека кариерата ја започна во младинска фудбалската школа на Брегалница под раководство на почитуваните професори Шишков и Наджаков. Потоа од Брегалница, кога ми заврши младинскиот стаж и завршив гимназија, се пресели во Вардар. После Вардар бев една сезона од Звезда, после Звезда Олимпија, напреда Крушевец и така. Умеѓу време кога младинец, само да спомнам дека игра за младинската ремонтација на Југославија. Тоа е блиц околу кариерата. Колку период беше во Црвена Звезда? Еве накратко, бидејќи тоа се релативно млади години. Како е младинец да живее во Белград, кои личности беа во тоа време и како е состојбата со младинец во она џунгла од асфалт Велеград, доаѓаме од некоја провинција Штип, а да се замине во Белград, при тоа да не се прецени или подцени славата, да се потпаднат по некои други трансферзали или патишта? Па тука има од се помалце, секако белградскиот асфалт влече, има предизвици, нарешто за млад човек како мене. Вистина дека во Скопје тие 3 години, да кажеме, беа една адаптација на поголеми градови и поголеми клубови, но Звезда е нешто посебно. И на жалост мислам дека тај живот надвор од фудбал може да малце повише ме повлече и така дека малце влијаеше на кариерата. Може да се каже дека во тај период што не може да се заборави, дека играв со најврвните фудбалски имиња во тоа време у светот, со Џајич, Степановиќ, Филиповиќ, Пижон и така натаму и така натаму. Милјанич отиде за Реал Мадрид, го наследи тренер Михич од младинската школа и така. Но вистинските имиња и правите фудбалски светски звезди беа во тоа време. Подоцна дојде до преселба во студената Словенија во Олимпија. Во тоа време респектабилно прволигашка екипа. Па сигурно, можеби и најбогата фудбалска екипа, бидејќи буџетот беше огромен, можеби поголем од овие врвните 4 великани фудбалски. У тоа време имаше исто и врвни фудбалери, Амаршек, Попивода, Далановиш. Тоа ти беа се клубски колеги? Да, клубски, Димитриевич, просим, тоа беше фантастични играчи во тој период. Колку години остана во Љубљана? Па и таму кој мислам престижен резултат? Па видите, јас бев отстапен од Звезда, од Звезда така правиш во тај период. Помладите играчи ги отстапуваше за полусезона или сезона и кога требаше се вратам, јас одбив да се вратам и останав во Љубљана. Секогаш бевме во средината на табелата или 5-6 место, немавме проблеми, имаше добри натпревари, особено беа интересни кога доаѓаше големите екипи Звезда, Партизан, Хајдук, Динамо. Стадионите беа полни, интересот беше огромен и така да беше одлично и предизвик да се играе во тоа време во Олимпија. Сигурно те врзуваат драги, добри спомени, кои познати личности, дали имаше додир со естрадни уметници, со политичари, бидејќи професионалниот фудбал си носи слава и си носи доштро до тие личности и до тие установи. Сигурно дека сите врвни и познати естрадни звезди, глумци, пејачи,
дали од Белград, дали од цела Југославија, и од Скопје, гостуваа во Љубљана, светски звезди, светски состави, Тина Тарнер, Deep Purple, се тоа беше една, да кажеме, една близкост, пријателство со многу од тие познати звезди во тоа време. Нашето искуство, служејќи во она јена, говореше дека словенците се малку ладни, некако неседрштвени. Што ќе речеш ти за ни? Дали преку нивните комуникации те прифати во нивна средина? Дали имаше излети, да речеме, на приредба, на театар, па тука некаде да дојдат од тоа време, имаше доста популарни политичари. Следат ли тие фудбал или? Па секако, у тај период, како сами кажаве, имаме многу контакти, особено беа драгите контакти со познатиот писател Миодраг Булатовиќ, потоа со познатиот и да кажеме од тоа време и претходното време од војната, еден Дедиер кој беше тоа време Владимир Дедиер кој беше председател на Расилов суд, постојано ми се чини тој беше и автобиографија на Тито. Пишуваше автобиографијата на Тито, му беше негова автобиографија и некои тајни, на пример, и што ден денеска нема во јавноста, на пример, по разни притисоци мои ги кажувал, тоа беше у тоа време некои бомби беа што уште не се излезени за животот на Тито, пред војната, за време војната и по војната. Он беше исклучиво негов биограф. Има ли некој тајна да скрие? Тоа беше интересно за нив, затоа што тие доаѓаа двајца, доаѓаа тука во хотел Слон, имаше еден бистро, имаше еден на кафе, постојано се дружиме и они доаѓаа само на надпревари Звезда, Хајдук, Партизан и Динамо. И само на тие ги следеа, не беа некои страстни заљубеници, беа ко настан, ко приредба, бидејќи беа пополни стадионите, доаѓаа и нивните коментари беа од прилика ние толку не се разбираме во фудбал, гледаме фудбалот се играе на еден начин кој кога ќе преваре. Тоа им беше една вика 11 души се гледат кој кога ќе преваре. Значи не беа некои страстни, али сакаат да доаѓаат на такви големи приреди. Може да откриеме некои тајните на Дедир, за таа политика, можеби тога е било табу, тева се дистанца после 40 години. Верујте, кога се разговараше, јас бев, да кажеме, у тоа време 24-5-6 години, да кажеме, и 7, да кажеме, и 8, тоа беше бомби у тоа време, за животот на Тито, например, за битката на Неретва. Тоа беше ексклузивно. Дури и сега не можем да кажем некои интересни, потоа убиството на Иво Лола Рибар, убиството на... Сакаш да кажеш, што се некои контраверзи? Контраверзи, они се расчистени, али дефинитивно не се ко вистина. Потоа убиството на Пенезич Крсун, нели, Слободан Пенезич. Да, што го фати Дражен Михајловиќ. Потоа настаните, да кажеме, од поново време, тоа беше интересно за животот на Јованка и нивното разделување. Никој не знае, мислам, што беше потврдено, што беше позната причина, иако зашто се разделија тие двајцата. Тоа е, мислам, една тајна што тешко се кажуваше. И овај период гледам у нивните биографите на Јованка, што пишуваат, има доста за неја, тоа не е излезено. Зашто се чува ко тајна, ја не знам, мислам. Тоа е тоа. После Олимпија накратко како дојде, ми се чини, помена некои екипи дојде повторно во Брегалница. Јас на 28 години во Загреб скршив ногата и се обидов уште една година, не бидна, и после кариерата моја отиде у наделна линија. Една сезона тука помогна Брегалница да влезе во втора лига и тоа беше од фудбалската кариера. Ќе споменам она утакмица, она учество на Брегалница во Купот на Југославија до четвртфинале, како беше, ми се чини дека и ти беше во составот. Да. Значи, ја имаше таа среќа кога некогаш Черна Олимпија да ја продолжи Брегалница. Па, видите, Олимпија у тај период имаше серија од 17 надпревари, без пораз. Начело беше тренер беше како се вика, Вишневец. Имаше страшна екипа, утренирана многу и тај период, и кога дојдоа тука, прво лесно не сватија, и пред надпревар кога видео каква беше атмосферата тука, беа се исплашиле, доста се исплашија. Полн стадион, имаше музика пред хотело и тоа беше еден амбиент што не им се веруваше дека, али после беше касно. Ние имаме солидна екипа,
амбиент добар и го направим изненадувањето што победа на Брегалница од 1:0 и пласман во четвртфинале против Велеш. БМВ, Бајич, Владич, Марич. Таму беше исто извареден натпрев. Брегалница, ако беше коректно судењето и после натпревот што рече Милош Милутиновиќ им беше тренер, ако тај натпрев се играше у Штип, ние најверојатно ќе изгубиме. Значи Брегалница пружи извареден. Улица партии во Мостар. После кариерата следуваше работа во фудбал, тренерска кариера. Еве да го прескокнеме тој дел. Доаѓаме до овие моменти како раководител на пионерско-младинските школи. Па, видите, факт е дека долг период Брегалница не можеше Брегалница не можеше да изфрли од школата незини играчи. Повремено се јуваше по еден или така, али тоа не беше системско да излезат од школата. Седнаме, разговарахме со луѓето, направиме анализа на досегашната работа и се обидуваме да направиме еден систем да функционира за да тај систем изфрлува перманентно да излегуваат неколку играчи за младинската, за првата екипа. Се направи документ, мислам дека единствено у Македонија го нема никој тоа, у стручниот дел и документ за од 2014-2018 што треба кои стандарди треба се достигне школата, организациони и стручниот дел. Значи се со рокови направено и сакаме тука буџето што беше до сега да го зголемиме за 50%, на жалост уместо да се зголеми буџето на школата, не знам по кои причини тај буџетот се намали. И за младинската фудбалска школа. Сега ние го документот направен затоа што до сега и сегда и на ниво на Македонија, не само овие дејности, само се зборува не. Мора да се напише, да се стави на папир, да се виде која е стратегијата, да се виде кој треба да изврши, да се виде кадровските кој треба да изврши таа стратегија и да даде отчет за тоа. Отчетност нема нигде у ниедна дејност. Едино нашата влада излегува со програми, дава отчет, другото е се на кафански приказни и тоа нема. Мора да се даде програма, стратегија и да се даде отчет. Ние направиме нешто добри, ја поставиме целата работа и сега имаме еден мал проблем околу тие, да знаем, не можеме да излеземе околу финансирањето затоа што буџетот е намален и чим основата на таа стратегија е дека првите резултати треба више ги дава, треба да ги даде од година, од лето, како се заврши младинскиот стаж. 2 до 3 или 3 играчи од секоја генерација да бидат спремни физички, технички, тактички и ментално да бидат спремни за првата екипа. И тоа го правиме. Више има, како знаете, има 6-7 играчи благодарение на претходниот Ѓоре ги увиде дека имат квалитет, ги повлече и више работат. Значи ние више добро идеме на тај дел. И тврдам дека Брегалница, ако е надмина оваа криза и ако направи некоја стратегија, да се осврнува на своите играчи, да го костуру, да го прават своите играчи, нема да има проблеми. Затоа што тие 6-7 играчи, ако не и 7 и 8 више, ќе бидат спремни да ја носат Брегалница у идните години. Јас реков во најавата, тоа е темел, основната база да направи тим. Сами знаете и може да од историја се вратиме на Брегалница најјака била, кој е костуро бил од Брегалница и 2 до 3 играчи од надвор и тоа врвни играчи од надвор. На жалост тука сите почнаа да ја направија Брегалница железничка станица, кој нема кај да иде, кој да иде, тука доваѓат, бидат месец, 2-3 направат ршум и одеднашки нема. И не е чудо што овие негативни состојби се присутни овде. Да. Драган, кој треба да излобира за да се повратат овие средства? Рече дека тие ги добиваше пионерско-младинската школа на Брегалница, сега се кинати. Кој треба да излобира? Дали вие како раководство таму или локална самоуправа?
Па, видите, ние мораме да нашиот субординација, ние контактираме со нашето раководство на клубот. Раководството на клубот треба да излобира тоа. На жалост, видите, во секој 2-3 месеца или 3-4 месеца тоа раководство се менува. Значи, треба еднаш да се види, а ние овај период не кефме да навлегуваме тие, да го притискаме раководството, бидејќи реално има некои проблеми, затоа што имаше по-друго приоритет беше првата екипа. Сега може да се седне, да се направи, стратегијата е направена, напишена, код документ постоje и треба да се иде. Само стратегија, секоја стратегија е подобра некоја никаква. Стратегија на ниво на град Штип, исто треба да се направи стратегија на ниво на град Штип, фудбалска школа е направена и да се поврзе фудбалскиот клуб Баби да биде еден погон, оти таму имаме наши што поминале младинската школа, таму има 5-6 да кажеме играчи што во секој момент тврдам дека ако ги повлече Брегалница може да ја носат дресот на Брегалница без никакви разлики со сегашните играчи. Кога сме кај овие проценти, знаете ли тоа дека конечно под цел град се збора дека играчите на Брегалница, пионерските млади плаќаат чанарина. Дали со добивање на овој буџет кој следува младинскиот погон ќе се растеретат од давање чанарина барем на оние екипи кои што настапуваат младинската лига, пионерската лига. Јас разбирам чанарина да плаќаат почетните, основците, кај што се 100-200. А во овие кои се направени селекција би требало да... Тука сте управо. У нашата стратегија, што ја кажам, нема ништо напамет зборено. Се е ставено документ, тоа е усвоена ко принцип на работа. Значи, помалите генерации се спуштиме таму до 6-7 години. Таа е широка база, кај што тие треба да плаќаат членарина. Нормално да биде забава, да им биде да се бават со физички активности, затоа што таа е широка база. И од тај до 9 година е организиран несистематски тренинг. Значи се организира тренинг да бидат активни, дали ќе се насочат у фудбалот, дали не, али треба да го засакат. Се им се пружи да го засакат фудбал. Тај дел треба да се плаќа. Натаму како се иде, нарешто кога се е првична селекција, значи таму од 9 до 11 години, таа е една првична селекција, дефинитивна селекција и завршна се прави од младинскиот стаж, тоа е негде 11-12 години. И така, тие не би требало после 11 кои настапуваат на ниво на државата, тоа се помлади пионери, кадети, младинци, тие не би требало да плаќат. Фактички тука тренерите треба да бидат платени, сигурно. Децата растеретени од членарина за да... Оти е направена дефинитивна селекција, од нив ние треба да влечеме. Крајниот продукт треба да биде 3 до 4 или 3 од секоја генерација, што и сега се исполнува. Ние на жалост не беме заштитени, земаат 3 најдобри играчи академијата Пандев. Пандев донеде 3 младински пионерски репрезентативци ни зема. Тоа е страшен удар, без никако. Исто е тоа, имавме расправија со федерацијата, стално се расправаме околу тоа. Нивната стратегија не е добра, нешто сега повторно менуваат, излегува со една стратегија, тоа е поширока тема, од сите аспекти е ван логиката, некои цели региони ги остава, ги запустува и сега тоа е друга тема. Значи, се висат овие работи. Значи, ли се прави стратегија за една-две екипи, а за другите региони се уништуваат. Ево, источниот регион, гледате сами дека е празнина. Ние направиме нешто, има добри, ево 6-7 играчи тренираат со првата екипа, они се одлична состојба, и се спремни у секој момент, особено беа планирани од лето, да бидат физички, технички, тактички и ментално да бидат спремни да настапуваат за првата екипа. Драган, се осеќа дека Стручкиот се поткован, имаше едно епохално дело, би рекол фудбалски учебник, така беше на промоцијата, бев присутен во она плејада доајени фудбалски во Штип, патот до успехот и поднаслов водич низ фудбалскиот тренажен процес. Додека си со науката во спортот, поточе во фудбалот. Дали може да очекуваме нешто ново и колку се задоволен од резултатот на овој фудбалски учебник? Како беше интересот и дали има уште? Мислам дека интересот извареден, постојано ми се јавуваат луѓе од спортски луѓе и тренери се јавуваат, се заинтересирани, но на жалост вие знаете дека таа книга немаше комерцијален интерес, се испечати,
100 броја се подели, значи се поделени и сега се прават напори да се со известни корекции таму у тај теоретскиот дел да се е направено више, ќе видиме тај дел како ќе биде. Значи има извареден успех за тоа што и самиот професор што беше рецензент кажа дека сега вика твоите ова дело е подобро века него моето. Мислам дека на тај дел. У овај период се почнав да работам, понудив со некои наши тренери да работиме, да направиме нешто по конкретно, значи да се бавиме со прашањата кога, како, колку и зошто се тренира. Значи јас сакав да направам за овие надпреварувачите, пионери и кадети и младинци, но у разговорот со професорите од Љубљана ми дадоа некои насоки да се определам за една или до две генерации, затоа што тоа би било голем потфат. Поставени се условите, нормите и се, и мислам дека овај период го користам полека се докај ќе дојдам ќе видиме. И сосема за крај, од раководител на пионерската младинската школа на бара и на рководството Брегалница, кога Георгиј се замина, дојде до тренер на Брегалница. Како дојде до тоа? Дали беше тоа морална врска или сепак? Па видите, секако дека сите коштипјани треба да бидеме загрижени, затоа што у континуитет се случуваат негативни работи, особено резултатски со првата екипа на Брегалница. Тоа се случи што се случи. Јас се надевам дека ќе биде тоа поука за натаму. Штета е што градот издвојува буџетски средства, а ние на еден начин, мислам, малци се поднесуваме како пијани милионери, ги потрошиме тие пари, а за нас не оставаме скоро ништо. Значи тоа треба да се седне, да се направи стратегија, да се види како и да бидат таа стратегија треба да биде селективна, да бидат луѓето компетентни, да бидат професионални и да дадат отчет за што ќе направат. Сигурно отчет да дадат. Едноставно у континуитет се случуваат негативни работи, наместо да разговараме да Брегалница излезе у Европа, ние се доваѓаме тука да размислуваме што натаму со клубот. Дојде тука си и мора да упатам еден поздрав од Ѓаровски, пред 2 недели беше тука присутен, кажа една истина дека те молел да бидеш тренер на Слога тамо 96-97 кога бил директор Рафет Боминовиќ, меѓутоа од достоинство, од морална обврска ти беше тренер на Брегалница и Брегалница тогаш глатко на Чаир победи со 2:1. Додеме со овие типови, на крајот пак уште едно додатно. Режија, ако е подготвено, еве, кој се прв паре Ливерпул Сандерленд? Па, вака, Ливерпул вложи во, знаете, фудбалот е сегде тај феномен не може да се објасни. Феноменот на фудбалот не може да се објасни, но најдобро може да се разбере ако се гледа фудбалот во пример во Шпанија, во Англија, тамо важи правилото важе секој екипа кој излезе на надпревар не го интересира со кој игра. Он гледа да победе. Дали играл со Ливерпул или играл со Манчестер, ево Сандерленд, не го интересира. Они излегуваат да победат. Затоа секој надпревар од овие лиги е тежок за типување. Ливерпул направи потроши овај преодниот период летен 170 милиони фунти и на жалост уместо да има прогрес у таа работа, екипата игра променливо, више слабо него добро, клупата на тренерот се ниша, сега овие 2-3 кола некако направи некој баланс, али не е тоа, игрите не се од тај ниво. Затоа ќе биде така, да кажеме, Ливерпул би требало да тепа малце се созема, али ќе биде тесен, мислам тука 1-0 и така нешто да биде. Значи тип 1. Тип 1, да. Инаку мора да кажам дека ќе има емоции на овој надпревар, бидејќи дојдов до податок дека веќе во понеделник започнува реконструкција на Енфилд Роуд. Да, вредност 100 милиони фунти, ќе се проширува со капацитет од 13.500 седишта плюс и ќе има капацитет од 59.000. Значи тука ја бараш и она причиност во Ливерпул да дојде до победа. Втора надпреварувачка двојка Манчестер Сити Евертон.
Па гледате, Евертон секој пат игра тврд фудбал, доста добар у дефанзива, стрпливи се, чекат, трпеливи се да дадат гол и така. Тежок противник за сите домакини. Манчестер Сити помина таа кризата што имаше, мислам, од неколку повредени играчи, па после казнети играчи, Лигата шампиони ја има, така беа на неколку фронта и некако се стабилизира, мислам дека ќе биде тесно, али ќе победат. Да. Значи, Манчестер Сити, Евертон, тип 1. Да. Третата прворуче двојка, Саутемптон, Манчестер Юнайтед. Па, по мене, негативно изненадување Манчестер, но тоа се очекуваше. А позитивно Саутемптон. Високо котиран на трето место. Да, значи тоа е изненадување, али кога се гледа структурата на играчите, тоа се и очекуваше, бидејќи у континуитет играт се подобро од секоја сезона, подобро и подобро. Саутемптон. Манчестер со нов тренер, со нови идеи, со нови играчи, некако не оправда да вербата. Дури проценката на Ван Гал беше малце и увиде дека можеше со тие играчи дека може да направи нешто, виде дека не може и сега полека е стабилизира екипата и имат на ум да доведат уште некои 100 милиона, има 120 милиона буџет за да доведат играчи, бидејќи публиката у Манчестер сака победи, сака добар технички додерен фудбал, да победуват. Не е навикната на просек. Ние паметиме она генерација без бебе, на мат без прочијаниот менаџер, значи тука прогнозираш? Тука прогнозирам дека треба да паднат и дадат голови. Мислам дека Саутемптон е у предност, дека ќе победи, али дека ќе паднат 3 гола и ќе бидат гол триплуски. Следната прворуче двојка, Атлетик Билбао, Кордова, шпанска премиера дивизија. Па, тука би требало да биде исто така единица. Атлетик Билбао е, знаете, специфична екипа, знаете дека нешто, јас сонувам да биде и Брегалница таква, да играчите нивни бидат од овај дел на Источна Македонија, домашни играчи, што може да се направи. Нажалост, ќе видиме иднина да што ќе биде. Знаете дека само имат своји играчи, поминале таа школа, играт брз, технички фудбал и особено на домашен терен се од голема... Значи, тоа е фактички бренд со домашни играчи, нема странци, нема... И особено со голема поддршка на публиката, на свој терен се тешко кој да им одолее. Па гледате само нивниот Мунијанин кошта, например, на трансфер пазарот кошта 17,5 милиона фунти кошта. И тука прогнозираме единица, да. Следна двојка, Елче, Атлетико Мадрид. Па, Атлетико Мадрид од ланската сезона нормално имаше некои персонални играчки промени, не е на тоа ниво, но сепак го игра тај фудбал агресивно, борбено, гледа да не прими гол и секоја шанса да прво гледа да ги блокира сите приоди и нормално да искористи таа шанса. Елче игра исто така фудбал, тврд, мислам дека ќе биде тешко ната Атлетико со известна предност, мислам дека ќе тепа и тесно ќе. Елче, Атлетико Мадрид тип 2. Рајо Валекано, Севиља. На овој натпревар очекувам да паднат и од двете страни така да дадат гол. Не би се осмелил да кажем кој е у предност. Валекано, ако не се лажам, некна играше и за Купо. За Купо мислам дека Севиља ќе вреба да ги изненади, али натпревар најсигурно гол двете ќе биде победа. Добро. Одиме со германската Бундеслига, Хамбургер, Мајнц, непријатно изненаден Хамбургер, закован на последното место, Мајнц е на средината на табелата, меѓутоа токму овој пар го одбра. Па, Хамбургер, очекувам тука да паднат голови, Мајнц игра еден, тука ги познавам и доста состојбата таму, еден фудбал така офанзивен, исто му е дали игра надвор и дома, и секој прави изненадување. И тука очекувам да двете екипи дадат гол 3+, ако не се лажам. Значи гол 3+, да. Бајер Минхен, Бајер Леверкузен. Дуел на врвата табелата, Бајер Минхен прво место, Бајер Леверкузен трето место. Да. Па секако тоа ќе биде 10 бодови разлика. Да, секако тука е интересно, треба да се спомене
со доаѓањето на Гвардиола, дури беше изненадување зашто дојде, затоа што претходната сезона и освојувањето на купа игра извареден фудбал. Бајерн Мюнхен во еден период влегол во една состојба што одма луѓето што го водат клубот у председателство, Румениге, Кајзер Франц или Бекебауер, одма реагира дека играат спор фудбал, дека игра таа тика-така, не е таа филозофија на фудбал не може да помине во Барселона. Не може да помине у Барселона и има промени у тај дел. Гвардиола одма малце реагираше на тоа и ја поправи да не играат спор фудбал, да играат топку нозе, а да биде то во темпо, во постојано притисок на гол, да има темпо. Луѓето во Франција, во Англија и во Германија сакат брз борбен фудбал со постојано ритм, со постојано трчење. Се друго не може да помине кај него. Тука значи Бајерн Мюнхен би требало да биде и тоа, мислам дека и убедливо ќе победи Бајерн Мюнхен. Единица. Интер Удинезе, италијанска калцио лига. Па Интер има, видите, проблеми, доведува играчи, нешто се обидува, промени тренер, не игра добро, мислам дека не му е компонирана екипата добро и Удинезе исто е на страна, така е, мислам дека ќе паднат гол 3+. Удинезе екипа која што против било кого да се труди да постигне гол. И последната натпреварска двојка ПСЖ, Пари Сен-Жермен, Нант. Па екипите се така од подобрите екипи, да кажеме, во лигата или најдобри, да кажеме, и ќе биде тежок натпревар со известна предност на ПСЖ. Едино е сега најнова информација дека е нешто болен или повреден на Ибрахимовиќ, али сепак има доста квалитет да го добијат овој натпревар на паркот на Принчеви да победат. Да, тип 1. Останува уште оној додатен пар, кој што, гледачите може да дадат и точни резултати или било каква прогноза, Остенде Лирс. Па, овие двете екипи се поранешните, порано беа едни од стандардните пролигашки екипи. Сега се да кажеме, Остенде на средината, Лирс се бори за така, не се у добра состојба, а добар е, се очекува тука добар коефициент, мислам дека Остенде ќе добијат и дома е доста добра игра. Лирс е на страна слаба, даден е добар коефициент 80, би требало да се искористи единица, дури може и кет да се игра. Значи Остенде Лирс 1. Драган, тоа е основниот тип што јас ќе го повторам после. И сосема за крај, Брегалница заврши сенскиот дел, меѓутоа вчера се слушнавме и со генералниот секретар и со вас, тренажниот процес останува до 25 декември. Така. Па гледате, па мора така се направи затоа што е голема пауза бе била, не се да кажеме некои насочени тренинзи, целни тренинзи не се, има активности, намалена е обема на работа, интензитетот е малце спуштен, али да одржуват една интензитет за да потоа кога ќе почнат подготовките да немат проблеми играчите. Дадено на овие од страна играчите кои се отидоа од дома, им е дадена програма со која програма треба да остварат и да дојдат на подготовки, не да дојдат со минус или со вишок на кила, да бидат у добра состојба, да можат поидовна состојба за почеток на подготовките. Првата прозвика во новата сезона очекуваме некаде 15-16 јануари, петок се паѓа 16 ми се чини обично. Нема одлука за тоа, тек треба да донесе, не знам, ставо на раководството, дали ќе има некои промени, не промени, и фудбалски дел, и нормално и тренерски дел, ништо не се отворено, треба да се донесе, па потоа да се реагира како ќе биде почетокот на подготовка. Не ви станува ништо друго, освен да ти се заблагодарам за гостувањето денеска. На прво се договоривме, реков, беше во дилема дали да дојдеш чисто ради овие прогнози, бидејќи и функцијата како прв тренер во Брегалница можеби е некогаш и коцица за вакво нешто, меѓутоа направивме муавет чисто да знаат гледачите, оние помладите, кој е Драган Христоски и што значи брендот Брегалница кој постои и обстојува во градот Штип од далечната 1921 година. Драган, јас ти благодарам за вашиот коментар. Па што да се каже, да се направат напори, да се
размислува со трезвена глава, да се носат одлуки у однос на Брегалница. Зборам, фудбалот е интересен, тај феномен тешко е да се објасне, али е интересен и нема права формула како е за да носи успех. Можете се да направите пак да не се дојде до успех. Но ако се има некои принципи, ако се има визија, ако дојдат компетентни луѓе, професионални што ќе извршат тај дел, поголемите шанси е да бидат да ги остварат за цртаните цели, него да не ги остварат. Значи тука не треба да биде никаква да кажеме да биде неодлучност, што знам тамо некој сентименталност, нема. Тука мора или го бива или не го бива. Тај што го стават на чело да воде, тај треба да биде компетентен, збореме на чело на клубо и потоа целата субординација да се знае кој за што одговара и за што одговара. Иначе вака тешко ќе биде да се поправат работи. Впрочем, топката е тркалеста, може да се секакви резултати, меѓутоа ако се има квалитетот, се бара и резултат. А и не случајно се вели дека фудбалот е најважна споредна работа на светот. Уште еднаш, драги, јас ти благодарам и дај Боже да се најдеме во некоја следна убава прилика. Благодарам јас. Ова беше нашиот денешен ексклузивен гостин Драга Христовски. Одиме со джингл, со реклама и веднаш потоа во последниот дел, каде што следуваат други рубрики, а секако режијата која е подготвена да го бараме и Велибор Џаровски Џаро со неговото капче како беше Џаро тип. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија. Ако тргнете по мирисот на вкусната храна, патот сигурно ќе ве наведе во ресторан Нецко 2. Совршен спој на традиционалната македонска храна и модерната кујна. Уживајте во пријатниот и романтичен амбиент на ресторанот и летната тераса. Атмосфера која ќе ги побуди сите ваши гурмански сетила за максимално уживање во вкусот на специјалитетите. Ресторан Нецко 2 на влезот во Штип. Резервации на телефон 032 609 999. Спортисимо. Вистинско место за вистинските влюбеници во спортот. Оригинална машка и женска спортска опрема. Патики за сите намени од врвните брендови како Adidas, Nike, Columbia и Lacoste. Брендирана спортска облека, тренерки, мајци и јакни. Обувки за рекреација и планинарење од Caterpillar и спортски чизми. Спортски чанти, ранци, капи и спортски реквизити од познатите брендови. Ако сте вистински влюбеник во спортот, вистинското место за вас се продажните места на Спортисимо на 3 локации во Штип, Кочани и Струмица. Вистинските прогнозери знаат да одберат. Следете надпревари, уживајте и навивајте за кого сакате и каде сакате, но имајте стил. Обложувајте се единствено во Вил Хил. Во билтените на Вил Хил спортскиот свет ви е како на дланка. Ваш избор со наш коефициент до примамлива добивка. Обложувалници Вил Хил во секој капче на Македонија.
дојдовте и во делот на рубрика стандардна која што веќе практикуваме во оваа трета емисија, а тоа е Џаро тип. Велам добар ден на Велибор Џаровски. Џаро, кого го имаме на линија и кој што ќе ни предложи парови за ова спортско коло. Џаро, добар ден. Добар ден, како сте? Добро, Џаро, како сте вие? Овде врне у Скопје, не знам како у Штип. Врне, па и тука така некако ситен дождец спаѓа, имаше сончеви периоди, меѓутоа повторно е намрштено, што ќе рече дека можеби ќе има дожд. Драги Христовски, у студио ли? Драги Христовски, тука е во техничкиот дел, со него сега заврши, ви имаш здраво живо поздрав од него. Да го поздравиш пуно, првом го донесе најдобриот селектор Катанец овдека. Така ли? И Катанец не правеше ни еден состав без да се консултира со Драги. Така е. И дури ја присуствував на една караница која Драги му викаше треба ситни и брзи играчи као Тасевски компанија, а не големи као Илчо на Умовскице. И тоа беше голема караница у Хотел Континентал. Браво, Џаро. Добро, еве тоа е тоа, јас мислам дека... Така сега моите парови ги кажа. Значи, Осиен Славен Белупо. Полека, значи Осиен Славен Белупо. Кет. Втор. Вождовац. Сем Труден Монс, Кет. Како Сем Труден? Монс, Кет у Белгија 2. Кец. Да, Сем Труден Кет. И малку, пошто вие немате, ајде да земат сигурни пари, нека играат двојки, рукомет, Киелце и Барселона двојки. Киелце и Барселона двојки. Тоа е ракомет. А тука го имаше... Ајде нека земат сигурни пари. Вождовац, Раднички Ниш, исто така... Да, Вождовац реков, да. Единица и Задар Локомотива двојка. Така е. Значи, еве полека, Осијак Славен Белупо Кец, Вождовац, Раднички Ниш Кец, Задар Локомотива двојка, Сен Труден Кец и Киелци и Барселона двојки. Двојки, така. А ако изгубат до 7 сат, има шанса 90% Металург 2,80 да го тепа Брес Месков ракомет исто така Кец. Металург е... на сила, пиратите се спремат, опасно ќе биде у Скопје. Значи Металург Кец, победа на Металург. Да. Пуно поздрав. Видите како пери се сопа и си го врати Ѓоко, тоа брегалница треба со Драги да го врати. Ама они не се плашат Драги со киде у брегалница, него се плашат дека ќе мора една селекција да му даат државна. Џаро. Така, многу ве поздравувам и играјте тоа што ви реков. Следните емисии Коле Зиков ќе одонесам од Кочани. Да. Поздрав за сите кочанчани, бероцани, цела Источна Македонија и за тебе Пушка специјално. Браво, благодарам Џаро, поздрав, се гледаме во Штип повторно на Пастрамелија. Кога сакате? Океј, благодарам, поздрав. Тоа беше Џаро Типкатчето, рубрика во емисијата Тип 102 со неговите ексклузивни парови. Осијак Славен Белупо Тип 1, Киелце Барселона двојка, Вождовац Раднички Ниш Тип 1, Задар Локомотива двојка и имаше уште еден надпревар Сен Труден, не знам кој е противникот, единица. Ако може да го најдат во режијата Сен Труден, тоа е мислам во Белгија, противник единица и еве ексклузивно Металург против победа во вечерашниот дуел против Мешков и тоа е она што го прогнозира дај може да се остари, бидејќи ќе кажем ова е трета недела поред како прогнозира Џаро и 100% ефект учинок, значи сите овие типови негови прогнози излегуваат во стварност. Ако е подготвен телопот во режијата, јас предлагам и ако има гледачи да се вклучуваат, може да се вклучуваат, дали имаме гледач режија? Ало, добар ден. Павлов Александар. Момент само да запишам. Александар Павлов. Александар. Да. Надпревар за прогноза Остенде Лирс. Кажи. Што прогнозираш? 4-1. 4-1, Остенде Лирс. 4-1. Добро, благодарам, поздрав со среќа. Александар Павлов, прогноза за средбата Остенде Лирс, тип 1.
Значи, ова е прогнозата на Джаро со дополнителен пар. Да, имаме гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Младен Рунчев се јавува. Младен? Рунчев. Младен Рунчев. Младен Рунчев како е? Супер. Супер. Остенде Лирс, прогноза, точен резултат, Кец, 0-2, гол. Кец, точен резултат 3-1. Кец или 3-1? Кец 3-1. Добро, благодарам, Младен. Поздрав со среќа. Значи, Остенде Лирс ни е двојката кој што е основен тип за прогноза, за точен резултат или било каква ваша прогноза. Дали имаме гледач? Ало, добар ден. Повелете, вашето име? Шефки Салиов од Виница. Шефки, ти си добитник, знаеш ли? Не знам бе сега... Епа јас во почетокот на емисијата реков добитник си Да, и минатата недела и ова недела може да отидеш, еве не е доцна, Шефки Салиов, Митко Барбарејски, Марио Јанев и Верчан Донова. Сите Добро. вие сте добитници и можете да се уплатите. Што прогнозираш Остенде Лирс? Тим... Кец тим 2+. Нешто лошто те слушам и имаше прекин. Тип единица слушнав. Тим 1 2+. Тим 1 2+. Тим 1 2+. Добро. Тим... Шефки, поздрав, благодарам што се јави со среќа и да одеш да се уплатиш. Награда од минатата емисија. Да, типувате во живо, Остенде Лирс, тој е основниот пар, основната двојка. Може режијата да го повтори оној телоп со 10 парови, кој ги прогнозираше нашиот денешен ексклузивен гостин Драган Христовски. Значи Ливерпул, Сандерленд тип 1, Манчестер Сити, Евертон тип 1, Саутемптон, Манчестер Юнайтед гол 3+, Атлетик Билбао, Кордоба тип 1, Елче Атлетико Мадрид тип 2, Рајо Ваљакано Севилја гол, Хамбургер Майнц гол 3+, Бар Минхен, Бар Леверкузен тип 1, Интер Удинезе гол и Пари Сен-Жермен Нант тип 1. Дали имаме гледач режија? Немаме режија, јас реков, еве за основниот прв пар Ливерпул Сандерленд во разговорот со Драган, реков дека емотивен надпревар ќе биде ова, бидејќи година и пол-две овој стадион ќе биде во изградба, ќе се реновира, ќе се доградува трибини за 13.500 седишта со буџет од 100 милиони фунти и со вкупен капацитет после година и пол од 59.000. Значи реновирање на Елфилд Роуд и затоа овој надпревар ќе биде малку со емоции во кој што сигурно навивачите ќе сакаат победа на Ливерпул. Дали имаме гледач на линија? Нема. Тогаш да направиме една статистика интересна за тоа. Џанлуиджи Буфон е голманот со најголем трансфер и неговиот трансфер во 2001-2002 година од редовите на Парма во Јувентус изнесуваше 52,9 милиони евра. Рекорд светски досега не надминат за еден голман со толкав трансфер да премине од една екипа во друга. Значи од Парма 2002 во Јувентус, меѓутоа и овој трансфер и оваа пара се покажа и те како корисна, бидејќи еве сега сме 2014 година, полни 12 години, 13 година, Буфон е номеро 1 голман во Јувентус во италијанската репрезентација со безброј титули како на освојање на скудетото во италијанската калчио лига, така во Лигата на шампионите и во другите меѓународни надпревари, што ќе рече дека сосема заслужено се дадени парите. Втор по трансфер е Мануел Ноер 2011-2012 сезона од екипата на Шалке 04 во Бајерн Минхен за 27,5 милиони евра. Еве го и тој е голман со респектабилен трансфер. Потоа следува Франческо Толдо од Ферентина во Интер за 26,5 милиони евра.
Давид Де Геа, сезона 2011-2012 од Атлетико Мадрид во Манчестер Юнайтед за 20 милиони евра. Режија, дали имаме гледач? Ако нема гледач, овде некаде финишираме со емисијата. Ова беше 8-то издание на емисијата Тип 102 во кое што ви понудивме 10 драгоцени парови по избор на нашиот ексклузивен гостен Драга Христоски. Една двојка која што е тема и дилема за ваша прогноза и ексклузивно она наша рубрика, она катче на Велибор Џаровски, познато како Џаро тип, во кој што на негов предлог, а досега не грешише, веќе трета емисија поред дава своји типови и кои се со точен резултат. Еве ги има во мојата позадина. Осијек Славен Белупо тип 1, Вождовац Раднички Ниш тип 1, Задар Локомотива тип 2 и имаште сега ќе пронајдеме Сен Труден тип 1 и Келце Барселона тип 2. Исто така даде прогноза дека и Металург вечерва ќе победи против екипата во која што се надеват после оние перипети, они гужви во кои доста замешаност има и некои, слободно ќе речем, новинари од некои медиуми кои што направија вештачка криза, ги избрка сите оние странски играчи, а што да рече сиротиот Кирил Лазаров, кој што странец игра во Барселона и вистински цар. Меѓутоа, нашите некои така наречени звезди не дава странски играчи, а токму тие странски играчи и Лино Червар го доведува Металург од просечна екипа во оние 8 врвни европски екипи. Благодарам од мене, драги Герасимов Пушка, од дечките во режија, за соработката во денешното 8 издание на емисијата Тип 102. До следното издание во сабота во 13:30. Останете со здравје и уживајте во програмите на Ирис телевизија. Пријатно! Athlete.